Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ, гледате вести на Слободен печат. По повод светскиот ден на мозочниот удар, 29 октомври, Универзитетската клиника за неврологија денеска организира отворен ден за граѓаните за подигнување на свесноста за превенција, препознавање на симптомите, рана диагностика и навремено лекување на мозочниот удар. Под мотото "Мозочниот удар се лекува". Во рамките на настанот ќе се врши бесплатен доплер на каротидни артерии за сите заинтересирани граѓани без потреба од упат во периодот од 10 до 12 часот во просториите на клиниката за неврологија. Под мотото "Стоп за дискриминација и насилство поради попреченост или хендикеп", денеска во 11:55 часот, група родители на лица со попреченост и инвалидитет ќе одржат мирен протест во паркот Жена Борец пред Собранието на Македонија. Причина за мирниот протест е регистриран случај на дискриминација, психичко и физичко насилство врз лица со Даунов синдром, вработено во јавна установа, велат родителите. Пресконференцијата и мирниот протест имаат за цел да ја алармираат јавноста и институциите дека ваквите случаи се неприфатливи во едно општество кое се стреми кон инклузија и човекови права, стои во најавата за протестот. По средбата помеѓу премиерот Христијан Мицкоски и татовскиот градоначалник Билал Касами, поради етничките излети на Касами, владините партнери ВМРО-ДПМН и Вреди ја смируваат напнатоста, барем до вториот круг на локалните избори на 2 ноември. Мицкоски се пофали дека по средбата Касами дава прифатливи изјави. Впечатливо е дека и премиерот ја спушта топката, односно откако го предупреди Касами дека секоја акција има реакција. Сега негира дека воопшто споменал дека ВМРО-ДПМН во првиот изборен круг се жртвувала за Вреди, но за возврат не ја добиле почитта од помалиот владин партнер. Тензиите меѓу ВМРО-ДПМН и Вреди кулминира откако Касами од Албанија порача дека во Кичево ќе го поддржат актуелниот градоначалник од ДУИ Фатмир Дехари, пошто Мицкоски го предупреди дека ќе заврши како Али Ахмети. Темата е на Мариела Трајковска. На 26 овој месец во СВР Скопје, БН 26 годишна од Кичево пријавила разбојништво на автопатот Пријателство во близина на платната рампа Миладиновци, општина Петровец. Според пријавата, додека БН бил паркиран во своето возило, 5 машки лица застанале со друго патничко возило и со закана со огнено оружје одзеле пари и други предмети. СВР Скопје презема мерки за расчистување на случајот и за идентификација на сторителите. Слободен печат е меѓу 20 регионални медиуми номинирани за престижната награда на специјализираниот портал Медија Дели, која се доделува за најдобар информативен портал во 2025 година. Номинациите опфаќаат медиуми од 6 земји од регионот: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Македонија. Читателите на номинираните портали, како и на Медија Дели, ќе можат да гласаат преку онлайн анкета, која ќе биде активна од 1 ноември до 30 ноември оваа година, при што гласовите на публиката ќе сочинуваат 30% од конечната оценка. Останатите 70% ќе ги додели меѓународното жири. Победникот ќе биде објавен на 8 декември оваа година во 12 часот. Ова е 8-то издание на изборот за најдобар регионален портал. Од денес Скопје добива воздушна врска со Мадрид преку директна авионска линија, овозможена од нискотарифната авиокомпанија Визер. Инаугуративниот лет е закажан за попладнево во 16 часот и 5 минути од меѓународниот аеродром Скопје. Авионите од Скопје до Мадрид ќе сообраќаат секој вторник, петок и сабота. Дополнително, од аеродромот во Скопје денеска повторно се воспоставуваат летови до Ларнака со планирани термини секој вторник и сабота. Втората поголемина руска нафтена компанија Лукойл објави дека планира да ги продаде своите меѓународни средства поради новите американски санкции, што Доналд Трамп ги воведе поради војната во Украина. Планираната продажба на средствата е најзначајната акција што руската компанија ја презема поради западните санкции. Лукойл учествува во светското производство на нафта со 2%. Компанијата не кажа конкретно кои средства ќе се продаваат, но таа ги поседува најголемата балканска нафтена рафинерија Лукойл Нефтохим во Бургас и рафинеријата Петротел во Романија.
Најмалку 19 лица се повредени во земјотрес со јачина од 6,1 степен, што ја погоди западна Турција доцна синоќа со епицентар во близина на градот Синдирги. Турскиот министер за здравство соопшти дека сите повредени се надвор од животна опасност и дека нивното лекување продолжува во болниците. Од повредените, 4 лица претрпеле полесни повреди при обид да скокнат од висина или при пат за време на земјотресот и биле пуштени дома по укажаната медицинска помош. Според податоците, нема загинати, но се урнале 3 згради и една продавница. Силниот потрес бил почувствуван и во Истанбул, како и во некои делови од Грција. Очевидци велат дека траел релативно долго и предизвикал паника кај населението. По главниот удар следеле неколку послаби последователни потреси. Драма во Русија. Криминалци се обидоа да киднапираат фудбалер на Зенит. Рускиот репрезентативец и фудбалер Андрей Мостовој завлакно избегнал киднапирање во Санкт Петербург во драматичен инцидент што се случил во четвртокот навечер. Четворица напаѓачи се обиделе насилно да го внесат во автомобил, но благодарение на брзата реакција на хокејарот Александар Гракун, кој случајно се затакнал на местото, фудбалерот успеал да се извлече и веднаш го пријавил случајот во полиција. Веќе по кратка истрага, осомничените биле пронајдени и уапсени. Три лица загинаа на Јамајка, додека островот се подготвува за најсилната бура во светот оваа година, а можеби и најмоќната некогаш забележана на тој остров. Американските метеоролози предупредуваат на катастрофални и по живот опасни услови. Ураганот Мелиса, бура од 5-та категорија со ветрови до 282 км на час, се движи кон Јамајка. Според американската телевизија CBS, доколку ја задржи сегашната моќ, ова ќе биде најсилниот ураган што ја погодил Јамајка откако почнале службените мерења во 1851 година. Албанската министерка за јавни набавки, која е создадена со помош на вештачка интелигенција и позната под името Диела, е трудна. Оваа чудна изјава ја кажа премиерот на Албанија Еди Рама. Тој изјави дека дигиталната министерка ќе роди 83 виртуелни асистенти, наменети за пратениците во албанскиот парламент. Рама ја соопшти оваа необична вест за време на Берлинскиот глобален диалог на тема револуционерни решенија за турбулентни времења, пренесуваат албанските медиуми. Очекуваме 83 деца по еден AI асистент за секој член на парламентот од Социјалистичката партија. Секој од нив ќе му помага на пратеникот при подготовка на белешки, предлози и резимирање на седници, кога пратеникот не е присутен. Ова означува нова ера на интеграција на вештачката интелигенција во албанската политика, изјави Рама. Јапонската премиерка Санае Такаичи и американскиот претседател Доналд Трамп влегува во завршна фаза од изготвување на договор за обезбедување на ретки земни метали и други клучни минерали и зајакнување на синџирите на снабдување. Договорот кој двајцата лидери планираат да го потпишат на состанок денес има за цел да ги реши загриженостите за економската безбедност, откако Кина ги заостри контролите за извоз на ретки земни метали во октомври, кои се неопходни за производство на производи од паметни телефони до борбени авиони, повикувајќи се на јапонски владини представници. Трамп веќе обезбеди ветување од Токио за инвестиции од $550 милиарди во замена за намалување на високите царини за увоз. Ова е последната информација во вестите на Слободен печат за денеска. Повеќе вести ќе најдете на нашиот сајт. Благодарам на вниманието и на довербата.